160 килограми кумарински препарат ќе се употребат за дератизација на канализацијската мрежа и градската депонија во општина Кочани. Уништувањето на глодарите е дел од превентивната обврска на локалната самоуправа за дератизација и дезинсекција со програмата за заштита на населението од заразни болести во 2015 година. Стручни екипи од Центарот за јавно здравје со поддршка на технички персонал од комуналното претпријатие Водовод веќе работат на терен, при што кумаринските мамци се поставуваат во канализацијските шахти во градот и во дел од населените места во рамничарскиот дел на општината. Најголеми количини од препаратот ќе се искористат за дератизација на канализацијската мрежа, а дел од мамците ќе се распоредат и кај градската депонија, каде исто така е регистрирана појава на глодари и други штетници кои се преносители на заразни болести. Како што е предвидено со програмата, третирањето е на секоја втора шахта. Имаме некаде од 1200 до 1300 шахти. Се третира со кумарински препарат и оваа година имаме предвидено 160 килограми кумарински препарат и околу 120.000 денари за оваа активност. Инаку ова е втора поред дератизација годинава, бидејќи имавме поплави пролета и имавме вонредна дератизација, значи ја спроведовме и вонредната дератизација по налог на владата на Република Македонија, бидејќи имавме наезда од штетници после поплавите. Кумаринските мамци ги има во два вида – пелети и парафинирани блокови специфично обоени, што значи дека се лесно воочливи и доколку се забележат не треба да се допираат. Поголем дел од отровниот препарат веќе е поставен во канализацијската мрежа, така што акцијата се очекува да заврши за неколку дена. Инаку од локалната самоуправа додаваат дека во тек е изработката на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2016 година. При тоа, сумата што е предвидена за оваа намена е нешто повисоко од годинава и ќе изнесува 180.000 денари, со што ќе се набават поголеми количини кумарински препарат.